Започнуваме со денешното издание на регионалните вести. Како да спречите труење со храна, проблем кој често се јавува во летниот период. Лекарите препорачуваат што треба, а каква храна не смеете да конзумирате при високи температури. Особено треба да бидат внимателни лицата кои имаат кревко здравје, кај кои труењето со храна може да предизвика посериозни компликации. Летниот период носи зголемен ризик од појава на труење со храна. Бактериите лесно се размножуваат на високи температури, а храната е поподложна на расипување. Лекарите препорачуваат голема внимателност и повисоко ниво на хигиена, за да се спречат несакани последици по здравјето. На подрачјето на Гостивар летово засега не е пријавен случај на помасовно труење со храна. Медицинарите имаат неколку корисни совети за граѓаните, што е најбезбедно да јадат и пијат при топло време. Препорачуваме овој период за време на горештините да се конзумира свежа храна, значи храната да не се остава за други денови, да се користи исто така храна која е добро измиена, наочито што се однесува на овошјето и на зеленчето, добро да се измијат, да се користи доволно течности на вода, за да се спречи дехидратацијата на организмот, и во тој поглед мораме да истакнеме дека овие денови мора да се пази на тие моменти. Исто така при приготвувањето на храната мора да се приготвува свежа храна, мора да се пази на хигиенските норми при приготвување на храната, на миењето на расето, особено е важно и при приготвувањето на храната, а и при самото јадење на храната. Лекарите потенцираат дека производите кои лесно се расипливи треба да се избегнуваат во текот на летото. Како пример ги наведуваат мајонезите, разни сосови, кремови кои содржат јајца и слично. За омилениот летен десерт сладоледот имаат препорака да се купува од сигурни продажни места, пред конзумирање да се провери изгледот, мирисот и вкусот, а доколку се купува пакован сладолед, задолжително да се провери рокот на траење. Симптомите на труење со храна се јавуваат неколку часа по внесување на загаденото јадење или пиење, а може да траат 1 до 10 дена. Зависно кој е причинителот, се јавуваат следните тегоби: гадење, повраќање, диареја, болки во стомакот, можна е висока температура, како и општа слабост на организмот. Компликациите се поверојатни кај лицата со хронични болести, помалите деца и бремените жени. Општина Тетово се уште не го реши проблемот со продажбата на сезонското овошје и зеленчук на големо, кое на диво се продава по тротоарите и улиците во градот. Надежта дека пазарот ќе биде стациониран наспроти автобуската станица пропадна. Оваа локација се подготвува за парк за млади. Пазарот на големо и оваа сезона се стационира на тетовските тротоари и улици. Ваквото безредие уште повеќе го проблематизира прашањето со узурпацијата на јавните површини, каде се продава се и се што. Граѓаните велат дека блокирано е секое ќоше во градот, со диви тезги, приколки од трактори и камиони. Искрено да кажем смета, меѓутоа тоа е тоа, навигнати сме, се снаоѓаме, така. Не е добро, меѓутоа службите тоа треба да го решат. Тешко е да се помине слободно, смета, треба малку да се среди. Кога истото се отера овдешните, нема бодијал. Ни апел, ништо не помага. Све иде од бетер дан бетер. Долго најавуваниот проект Пазар на големо во Тетово очигледно нема да се реализира. Локацијата наспроти автобуската станица, каде се изгради железна конструкција за продавање на овош и зеленчук, деновиве се пренаменува во парк за млади. Дивите продавачи позади камера велат оти биле принудени да продаваат по тротоари. Од општината се уште им нема обезбедена локација за продавање на сезонското овош и зеленчук. Од општина Тетово засега немаат одговор дали планираат да го решат овој проблем, но градоначалничката Теута Арифи уверува дека секој узурпиран простор ќе биде ослободен. Значи ние ќе продолжиме со акцијата се додека не го ослободиме и последниот сантиметар, значи на јавната површина, така да подобро е секој кој има
елементи во јавна површина кои сметаат на граѓаните, на време да ги извади, да не чека да му биде пропишана казна, па после тоа да ги повлече. Јас мислам дека треба да биде јасно дека јавните површини се јавни површини и како такви ќе ги третираме. Инаку општина Тетово изминатата пролет спроведе акција наречена Твој град, твоја јавна површина. Целта беше сите узурпирани јавни површини да се ослободат од диви тезги, летни бавчи и слично. Акцијата се спроведено за неколку дена тротоарите, улиците и тревниците. Повторно се претворија во простор за трговија и угостителство. По 6-ти пат ќе се организира Тетовско културно лето. Концерти за деца и млади, театарски представи, но и разни атрактивни спортови. Вакви ќе бидат содржините на 6-то издание на Тетовското културно лето. Концертите вообичаено ќе бидат организирани на градскиот плоштад, улицата Јна или така наречената улица со чадори, како и во Жена парк. Освен концертите и театарските представи, годинава ќе има повеќе спортски активности како бокс, фудбалски надпревар на жени фудбалерки, кампување во планина, дефиле на мотори низ градските улици и слично, изјави уметничкиот директор Јетон Пустина. Оваа недела во организација на иницијативата Прв до врв од Скопје ќе бидат организирани и планинско трчање, како и друмски и планински велосипедизам од Тетово до Попова шапка, изјави Александар Георгиевски од иницијативата Прв до врв. Тоа се трки во искачување до Попова шапка. Тоа е предизвикот на Шар планина, со трки по трчање, друмски велосипедизам и планински велосипедизам од плоштадот во Тетово до Попова шапка. Ова ќе биде прво издание на оваа манифестација. Се надевам дека ќе со текот на годините ќе прерасне во неговата традиција и препознатливост од спортски карактер за градот Тетово и за целиот регион. И ова е континуитет и потврда на концептот кој што е успешен и кој што се случи до сега 6 пати на планината Потово Скопје, познатите како врв, и продолжуваме со истиот концепт под името Шара Челич и мотото Прв до Шара и Кари на Шар, каде што ќе очекуваме на оваа планина која што е поголема, која што има поголеми дистанции за искачување, поголеми надморски височини за совладување, дека ќе биде атрактивна за спортистите кои што се бават со овие спортови да дојдат и да земат учество. Накратко за трите трки, за разлика од водно, на Шар планина имаме можност да сите три трки да се одвијаат по различни патеки. Ќе кажам накратко дека освен друмските велосипедисти, тоа се оние велосипеди со тенки гуми за трчање по асфалт, тие ќе го возат асфалтниот пат кон Попова шапка. Останатите две се по планински патеки. Пред се, ќе кажеме за трката во трчање, ќе оди од плоштадот кон горната чаршија, па Гајре, Лисец до Попова шапка, а планинските велосипедисти ќе одат од плоштадот за Тетово, Шарината чарнија, Банјиче, Шиповица, Лисец до Попова шапка. Така да имаме една одлична понуда за оние кои што ги сакаат планинските спортови, одлични патеки со одлични перформанси и се надевам дека ќе ги задоволиме вкусовите на овие спортисти кои што се бават со овие адреналински спортови. Тетовското културно лето ќе трае до 3 август. Со цел економско зајакнување на ромското население преку поттикнување на предприемништво и развој на бизнисите, од февруари годинава официјално започна со работа иницијатива за економски развој на ромите, Реди. Денес организацијата додели сертификати за помината обука за предприемништво, а додели награда за најдобар бизнис план. Пред 2 недели во соработка со бизнис центарот на Југоисточна Европа, на Универзитетот на Југоисточна Европа, организиравме обуки за предприемништво и пишување на бизнис планови, каде што има можност 13 млади роми да учествуваат и активно да работат на нивните бизнис идеи и како резултат на тоа напишаа бизнис планови и затоа денеска сме тука
да ги слушнеме нивните бизнис идеи, како они понатаму планираат да ги основаат нивните бизниси. Значи, ние како иницијатива ќе ги поддржиме во основањето на бизнисите преку промовирање на нивните бизнис идеи во краудфандинг платформите, барајќи инвеститори кои директно ќе ги поддржат финансиски. Освен тоа, ќе им доделиме сертификати на учесниците за обуката за предприемништво и како поттик за најдобар бизнис напишан план ќе дадеме финансиска награда од $500. СВР Тетово со информација за двајца тетовци нападнати од 6 непознати лица и нелегална сеча на дрва во гостиварско Горна Ѓоновица. Од МВР пак информираат за пронајдено оружје во Брвеница. Во полицијата регистриран случај на физички напад врз двајца тетовци на возраст од 30 и 24 години. Според податоците на СВР Тетово, тие пријавиле дека половина час пред полноќ додека со возило Citroen се движеле по улица ЈНА во Тетово, во еден момент запреле за да поминат 6 непознати лица. Покусата вербална расправија со нив, двајцата тетовци физички биле нападнати, при што повеќе пати биле удрени со тупаници и клоци, а едниот од нив задобил повреди на главата и укажана му е лекарска помош во Тетовската клиничка болница. Се работи на целосно расчистување на случајот и идентификување и пронаоѓање на напаѓачите. Во полицискиот билтен на СВР Тетово информација и за нелегална сеча на дрва. Во периодот помеѓу 6 и 10 јули, засега непознати сторители во атарот на гостиварското село Горна Ѓоновица во местноста Запоје, без одобрение пресекле 54 дабови и 19 букови стебла со вкупна дрвна маса од 10 метри кубни. Поголемиот број од пресечените стебла биле однесени, додека на местото пронајдени се и подигнати околу 2 метри кубни. Се утврдува вкупната материјална штета и се работи на откривање на сторителите. Од МВР пак информираат дека вчера во село Брвеница Тетовско, со наредба од судија на претходна постапка од Основниот суд Тетово, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово извршиле претрес во дом и други простории кај 52 годишник, при што биле пронајдени еден пиштол марка Зброевка со калибар 7,65 мм и еден сандак од муниција во кој имало 5 мини и 2 рачни бомби. Известен е јавен обвинител. По завршување на претресот, лицето е лишено од слобода. Од Ева на Македонија информираат за планирани прекини во снабдувањето со електрична енергија. Од Ева на Македонија известуваат дека заради реализација на инвестициони зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, без снабдување утре во периодот од 9 до 10:30 ќе останат потрошувачите од улицата Гоце Делчев, црква Свети Никола, улица Солунска, населба Колтук, улица Беломорска, улица Истра, улица Црнотравска и улица Вукашин Симоски. Од 10 часот и 10 минути до 14 часот и 10 минути струја ќе нема во село Варвара, додека пак од 10 часот и 5 минути до 13 часот и 35 минути излезот од село Джепчиште. И во Гостиварско утре без електрична енергија ќе останат потрошувачите од село Бродец, полициска станица Стрезимир, село Богдево, село Каракорница, село Ничпир, село Стрезимир и тоа во периодот од 10 до 15 часот. Додека во Дебреше, областа регионален пат од Млаки кон село Дебреше, ќе нема струја од 9 до 14 часот. Изборот на новиот состав на Државната изборна комисија не треба да зависи од никакви други пакети и други закони, вели министерката за правда Рената Десковска. Според неа изборот на ДИК не треба да се условува со амнестии или други закони, бидејќи ако се одовлекува изборот, новиот состав може да влезе неподготвен во спроведување на референдумот за договорот со Грција.
изборот на Државната изборна комисија не сме да биде ставана во пакет со никакви амнестии, со никакви услови за технички, пржински или било какви влади, бидејќи нас ни се потребни институции кои што ќе може да функционираат, особено во најава на престојниот референдум. Секое доцнење со формирањето на Државната изборна комисија може да значи и недоволна спремност на новоизбраните членови да ги спроведат сите активности кои што се потребни. Законската регулатива е добра во делот на финансирањето на партиите, но прашањето е во зајакнување на механизмите на имплементацијата, рече министерката за правда Рената Десковска на тркалезна маса за подобрување на моделот на финансирање на политичките партии во Македонија во организација на Националниот демократски институт во соработка со Transparency International Македонија. Министерката потенцира дека пред неколку месеци е донесена одлука со која е спречено финансирањето на 26 партии поради ненавремено доставување извештај. Имаме силни одредби во кривичниот законник, кои што пак не се функционални, затоа што јавното обвинителство досега ефективно не постапило по ниту една од кривичните пријави што ги имаме поднесено и ние и другите институции. Значи, она за што ќе разговараме денеска е како дополнително да се уреди финансирањето на политичките партии и изборните кампањи, но повеќе од аспект да тоа финансирање биде со интегритет, да биде транспарентно, да биде отчетно, да се знае кој кого финансира и како, и да има контрола на оние донации и финансирања за кои што остануваат неодговорени прашањата од каде доаѓаат парите. What I can say in my initial observations Според моите првични проценки, има две области за кои сум загрижена, а тоа е транспарентноста и надзорот. Ке треба да направите осврт на законите и да најдете најдобар модел за вашата земја. Ние, како Демократска унија за интеграција, поддржуваме усвојување на закон за финансирање на политичките партии и нивно финансирање од буџетски средства, што би било стабилно финансирање на политичките партии, но истовремено би било и превенција на коруптивни начини на финансирање и на нетранспарентно трошење на парите и добивање на парите и за време на кампања, но и за време на функционирањето. ВМРО Народна партија во соопштение до јавноста ја поздравува одлуката на 29-те членки на НАТО присутни на самитот за отпочнување на преговори со Република Македонија за приклучување кон алијансата. Самата одлука за отпочнување на преговорите е јасен знак дека местото на Република Македонија е во НАТО. Република Македонија со својата повеќегодишна посветеност во однос на атлантските интеграции заслужува да е дел од Евроатлантскиот сојуз. ВМРО Народна партија предупредува дека изјавата на генералниот секретар Јенс Столтенберг треба да се свати сериозно. Од денес па натаму се зависи од Република Македонија и затоа е потребно да се посвети поголемо внимание и сериозност кон целиот процес, врз кој се темели поканата за членство во алијансата, се вели во соопштението на ВМРО Народна партија. Времето денес беше сончево и топло, со слаб северозападен ветер. Утринските температури се движе од 16 до 21, а дневните од 25 до 32 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 9. Утре не очекува претежно сончево и топло време. Утринските температури ќе се движат од 16 до 22, а дневните од 26 до 33 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9. Вестите ги завршуваме. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!